Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ни кремпита, ни колач. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. Едно пакување лиснато тесто. За пандишпан 5 јајца, 100 грама шеќер, 80 грама мелени ореви, 4 лажици брашно, 1 прашок за печиво, за фил 750 мл млеко, 7 лажици остро брашно, 1 ванилин шеќер, 7 лажици шеќер, 250 грама маргарин. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 минути. На набрашната работна маса од лиснатото тесто со сукалка разлекуваме кора. Со помош на сукалката кората ја ставаме во тава за печење. На повеќе места кората ја боцкаме со вилушка. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа во садот ги додаваме мелените ореви, брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпан во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме половина литар млеко. Ги додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. Мешаме со жица за матење. Во преостанатото млеко во мезурата го додаваме брашното. Мешаме со жицата. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаното брашно. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од рерна. Во изладениот крем пак го додаваме маргаринот. Матиме со миксер додека филот се соедини. Испеченото лиснато тесто го вадиме од тавата и го сечеме на половина. И испечениот пандишпан го вадиме од тавата и отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме на половина. Врз првата лента лиснато тесто нанесуваме фил. Врз филот ја ставаме првата лента пандишпан. Филуваме. Врз филот ја ставаме втората лента лиснато тесто. Потоа го сечеме колачот на коцки. Две парчиња колач ставаме на чинија за сервирање. Со цедалка ги наросуваме со шеќер во прав. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!